Добар ден, прв дневник во 16:30 на Канал Плюс телевизија. Еве кои настани го одбележаа овој 11 јули. Спектакуларната манифестација на дувачки инструменти во Пекчево започна вчера со дефиле на мажоретките од Благоевград и дувачкиот оркестар од Сандански, Република Бугарија, а ќе продолжи наредните 3 вечери. На бензинската пумпа Лукойл во Штип настанал електричен удар при што вработена почувствувала удар на нејзината рака. Во Штип интензивно се работи на уличната инфраструктура. До крајот на годината со асфалт ќе бидат покриени сите улици од градот и дел од селата. Во Штип интензивно се работи на уличната инфраструктура. До крајот на годината со асфалт ќе бидат покриени сите улици од градот и дел од селата. Во Штип со несмален интензитет се работи на реконструкција, санација и асфалтирање на улиците со цел поголема безбедност на возачите и пешаците. Порадански пат асфалтирање ќе има на улиците Лески во населбата Баби, Драги Крупишки во Дузлак, како и во Чардаклија и Долна Железничка. Но после ова следуваат и други улици и патишта. Наш приоритет е наскоро да ја започнеме со асфалтирање каде завршна тендерската постапка на улица Маршал Тито, тоа од градинката Вераци, Ривери, Трена, па се и до последните куќи во Левасте покрај покеот на река Отиња. Течат тендерски постапки за улица Пиринска, од Пиринска до Анчелс кафе, покрај противпожарниот дом. Потоа тече тендерска постапка на улица Рибник, тоа од главниот пат, магистралниот пат Штип Радовиш до Бањата Кежувица, со тоа што ќе го асфалтираме комплетно и паркинг просторот тамо. Нормално дека Горна Железничка малку ќе почека, тамо и тендерската постапка завршена, бидејќи констатиравме дека тамо треба да минуваме комплетно канализација и водовод. Така ни престои голема работа, но верувам дека до крајот на август и тамо ќе завршиме. До крајот на годината комплетно ќе бидат завршени уште неколку делници, меѓу првите патот до селото Пухче, Суво грло, потоа улиците во Долани, Врсаково, Драгоево и Селце. Постојат реални шанси доколку се обезбедат средства од државата да биде отпочнат и патот од Врсаково до Долно Трогерци. Треба да се нагласи дека целокупните активности околу набавката на репроматеријалите и изборот на изведувачи, Општина Штип ги работи на транспарентен начин со целосна поддршка на мнозинството во Советот. Застарени автомобили, градежен шут и глетката во урбаниот дел од градот. Штипските комунални инспектори се постојано на терен, опоменуваат и казнуваат. Градежен шут, отпадок од огревни дрва, застарени автомобили е глетката и во централното градско подрачје во Штип. Ова е причина комуналните инспектори се секојдневно да бидат на терен, да опоменуваат и казнуваат. Комуналната инспекција најповеќе има пријави за оставање на градежен шут, отпад на јавни површини, исто така и на огревни дрва на јавни површини. Во претходниот период, односно во претходниот месец, секојдневно се пријавува од страна на граѓаните и тоа значи најповеќе за чување на живина, стока, за оставање на градежен шут, отпад на јавна површина и за огревни дрва. Некаде околу има, можам да кажам, околу 50 до 70 пријави од страна на граѓаните. Летото е период на интензивни градежни активности, а градежниот шут треба да биде одложен на соодветни депонии. Огревните дрва, значи има рок во 7 дена, откако ќе ги остават на јавна површина, значи истите се должни во рок од 7 дена истите да ги складираат, исечат и да ги стават во своите дворни места. Додека пак за градежниот отпад не смеат да го остават на јавна површина, бидејќи е казниво по закон за јавна чистота. Во однос на другите пријави од страна на комуналната инспекција, значи евидентираме со увид на лице место за чување на домашни животни, стока, исто така и живина. Истите имаат рок во рок од 10 до 20 дена да ги отстранат. Во спротивно, истите ќе бидат санкционирани по Законот за комунални дејности и по одлуката за комунален ред.
Вчера вечер во православниот храм Успение на Пресвета Богородица во Новосело се одржа промоција на книгата Автографии на македонските книжевници во 15-тиот и 16-тиот век од авторот Милена Ристова Михајловска. Во духовна атмосфера, исполнета со духовни песни од страна на црковниот хор од Лесновскиот манастир, синоќа во соборниот храм Успение на Пресвета Богородица во Новосело, во присуство на голем број почитувачи на нејзиниот труд, магистер Милена Ристова Михајловска ја промовираше својата книга насловена како Автографи на македонски книжевници од 15 и 16 век. Станува збор за научен магистерски труд на Милена Ристова Михајловска, кој на за неа својствен и доста иновативен начин го промовираше. Се надевам дека сите кои што беа присутни успеа да го доловат она што сакавме да го презентираме на јавност, и покрај тоа што книгата е наменета за една потесна јавност, се потрудивме да ги доближиме овие текстови до сите кои што присуствуваа на промоцијата. Мислам дека влијаеше тука една многу позитивна енергија во соборниот храм на Пресветата Владичица Богородица и се надевам дека за вакви убави работи понатаму ќе се собираме и дека уште многу години ќе трае Штипското културно лето. Голема благодарност Ристова Михајловска упати до сите соработници со чија помош нејзиното дело е реализирано и испечатено. Огромна благодарност до неговото високопреосвещенство владиката Иларион за комплетната поддршка, до градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев, до Министерството за култура што ја го поддржа овој проект и секако библиотеката во Штип, националната установа, универзитетска библиотека Гоце Делчев, заедно со директорката. Промотор на книгата на магистер Милена Ристова Михајловска беше професор доктор Илија Велев, а дел од текстовите во книгата беа интерпретирани од страна на магистер Наташа Лазарева и актерот во Народниот театар Штип Раде Рогожаров. На промоцијата на научниот труд на Милена Ристова Михајловска присуствуваа голем број почитувачи на пишаниот збор, кои беа восхитени од тоа на кој начин беше реализирана промоцијата на книгата Автографи на македонски книжевници од 15 и 16 век. Едно од нив е и Снежана Санева, шеф на кабинетот на градоначалникот на општина Штип и колешка на Милена Ристова Михајловска, со која секојдневно соработува. Едно комплетно доживување беше овој настан во рамките на Штипско културно лето, промоцијата на оваа прекрасна книга. Убаво е кога се присуствува на вакви настани, а посебно кога се знае дека е вложен многу голем труд со голема истражувачка работа и се осветлува еден дел од историјата на нашата македонска книжевност. Останатите посетители не исто мислење како Санева го ценат трудот на Ристова Михајловска и оставштината која таа ја понуди за едните генерации. Самата промоција беше како одраз на доловување на амбиентот, враќање во средниот век, 15-16, овие црковни песни, со читање дел од самите дела, така да во целина навистина сум задоволен од промоцијата. Многу беше убаво, воодушевена сум од излагањето на професорот и книгата ќе ја прочитам. Делото Автографи на македонски книжевници од 15 и 16 век во иднина ќе може да се пронајде во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип. Во рамките на програмата на Штипско културно лето 2015 синоќа беше организиран и концерт за помладата популација. Станува збор за концертот на групата Тотално опуштено кој се случи во Дом на млади. Улицата на љубовта на струмичанецот Ване Косторанов од синоќа на увид и на веничани. Во организација на музејот Теракота од синоќа отворена изложбата на истоимениот наслов Улица љубов. Стихови поезија од личниот опус на младата поетеса Слагјана Атанасова во пијано придружба на Александар Манев, како увертира во отварањето на изложбата на Ване Косторанов, комбинација од 3 уметнички креации во чиј фокус беа живописните разиграни слики на младиот струмичанец Косторанов. Куќите како живеалишта на нашите мисли, емоции, луѓето кои ги сакаме. Некои од куќите се влюбени една во друга, некои му се воодушевуваат на зајди сонцето, а некои пак му се радуваат на првиот снег. Навидум едноставни, но оригинални во своите пораки сликите од циклусот насловен Улица љубов. Улица љубов почна да се формира самото улица кукичка по кукичка некаде пред година и пол дена. И тоа е еден вид спој на предходните мои циклуси што ги имав, наречени куки, и
небо во лицата. Така да се случи еден спој меѓу лицата и куќите и на некој начин сега куќите наликуваат повеќе на личности отколку само на градби. Инспирацијата е секаде околу нас. Ние го сликаме и го сведочиме времето во кое живееме, така тоа е некако еден вид одраз на тоа како јас го доживувам тоа околу мене. Ване е самоук сликар кој не робувал на академските пранги. Има собствен изграден израз што е реткост и неговите дела се неповторливи. Јас сум самоук сликар. Самоук сум во се што работам, како сликарство, така и дизајнот. Така да се обидувам да се надоградувам самиот себе си од тоа што сум јас. Покрај сликањето работи како графички дизајнер, меѓу другото автор е и на плакатот за филмот Соба со пијано, а има правено дизајни за повеќе фестивали и театарски представи. Зад себе има 11 самостојни и повеќе групни изложби. Инаку синокешната изложба во Виница беше отворена во присуство на повеќе пратеници од македонскиот парламент, предводени од Антонио Милошовски. Добриот почеток на првата фестивалска вечер на фестивалот на дувачки оркестри Пехчево 2015. Синоќа беше предвестник дека овие 4 вечери Пехчево ќе биде центар на трубачкиот урбанизам и добра забава на илјадници посетители од цела Македонија и гости од Србија и Бугарија. Загрмеа трубите во Пехчево на првиот ден од петото љубилејно издание на фестивалот за дувачки оркестри Пехчево 2015. Овој фестивал има големо значење за малешевската традиција, но и за афирмација на дувачките оркестри и инструменталисти во Македонија. Самиот фестивал е една голема афирмација на самото место. Ние потенцијално имаме стратегија за развој на туризмот, а со тоа автоматски допринесуваме да го промовираме местото, за да можат да дојдат повеќе граѓани да не посетат. Пред се тука имаме многу гости од Бугарија, од Република Србија. Трубата во Пехчево има посебно значење во неговата историја, затоа е фестивалот е уникатен и единствен од ваков тип во државата. Во нашиот крај од постаро време имало виртуози кои што свиреле на труба на овие блех оркестри и крајот беше познат по тоа и така најдовме еден интересен начин да бидеме уникатни во државата, а од друга страна со овој фестивал најдовме многу добри релации со фестивалот во Република Србија во Гуча, кој што е интернационален фестивал. Од тука првата и втората награда одат таму директно на надпревар и мислам дека со тоа уште имаме поголем дигнитет на нашиот фестивал. Дувачки оркестри од цела Македонија ќе настапат во ревијалниот дел заедно со многу други познати македонски забавни и народни пејачи, како и културно-уметнички друштва, но и ќе го покажат најдоброто од себе во надпреварувачкиот дел во понеделник, борејќи се за настап на 55-тото исто така љубилејно издание на фестивалот Гуча во Република Србија. Значењето на овој фестивал е потекнување на сите други оркестри и постари и помлади да земат учество на овој фестивал, затоа што овој фестивал веќе е реномиран фестивал. Се слуша надалеку за овој фестивал. Од овој фестивал веќе 4 години одат учесници директно во Гуча, кај што се надпреварува за највисоките награди. Велика ми е час да вечерас будем гости, да званично Голема чест ми е што вечерва сме гости, официјално да го отвориме овој фестивал и се надевам дека ќе доаѓаме и многу години наред. Ми се допаѓа, преубаво е ова место. Немаме трема бидејќи во Македонија се чувствуваме како да сме во своја куќа. Ние сме интернационален бенд, но секогаш во Македонија сме баш како дома. И угостителите тријат раце затоа што рекорден број на скара ќе потрошат овие 4 фестивалски вечери, а гостите ќе имаат можност да ги слушнат звуците на балканската труба и да се забавуваат. Колку скара имате подготвено за вечер? 5 папа, 50 чила месо шрисци, бешалици, кременади, 20 чила стек и 30 чила кобасци, знаеш, е доволно. Разумно да и за децата, и за стари, и за млади, и за пензионери, за сите е убаво тоа. Значи, дава ни малко елант за живот. Традиција. Да, традиција се одржува, која си добро постои. И од вакът е постојало.
Па мислам дека многу значи за општината. Тука можеме сите да се видиме, собереме, па доаѓаат и острана народ има. Каде се доаѓаат? Па има се, има од Скопје, има од околните места, од Пекчево, од Берово, од Делчево, Кочани има. Вечерва на втората фестивалска вечер свој настапки имаат бројни млади пејачи од регионот. Македонската звезда Јордан Митев, а свој ревијален концерт ќе одржаат и минатогодишните победници, дувачкиот оркестар Ускакан. Додека во доцните вечерни часови, младите ќе ги забавуваат познати диџеи. Пченицата ќе се откупува по 11 динари за 1 килограм, како што беше утврдено на последниот состанок со производителите и мелничарите. Производната цена на пченицата е околу 10,5 динари за килограм, или вкупно трошоците на земјоделците се 35.000 динари по хектар. Цената на пченицата на берзите во Србија, пак каде што родот е исклучителен, цената е 8,45 динари за килограм и со сите трошоци милничарите ги чини 11 динари. Земјоделците од Пијанечко-Малешевскиот регион преку трибини се информираа за мерката 121, која опфаќа набавка на земјоделска механизација. Земјоделците од Пијанечко-Малешевскиот регион и руралните средини деновиве се информираа за мерката 121 од Националната програма за рурален развој, позната уште кај народот 50-50, која опфаќа инвестиција за набавка на нова земјоделска механизација за сите земјоделци кои произведуваат житни, фуражни и индустријски култури. Кажуваме минимум 50% затоа што доколку станува збор за млад земјоделец меѓу 18 и 40 години имаме плюс 5% повраток на инвестиции, доколку станува збор за носител на земјоделското стопанство да е жена, плюс 5%, а доколку станува збор за земјоделско стопанство кое што аплицира од неразвиено рурално подрачје, тогаш имаме повраток на инвестиција до 75%. Тоа значи доколку направи земјоделско стопанство инвестиција од 10.000 евра, повратокот на инвестиција може да биде меѓу 5 и 7.500 евра. Додека ЗИПАРТ програмата беа потребни минимум 14 документи, за овој повик е потребно само еден документ, велат од Агенцијата за поттикнување и развој во земјоделството. Минимум потребни услови за апликација е земјоделското стопанство да биде регистрирано во единствениот регистар на земјоделски стопанства на Република Македонија и се разбира да бидат ажурирани податоците на време, кои што се прави во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и да извади профактура за набавка на механизација или приклучна механизација за која што е заинтересиран. Мора секој заинтересиран прво да има свој мејл адреса, да отиде во подрачна единица на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство во Делчево, тие да му вметнат ова мејл адреса во Министерството и после 1 до 2 дена добива корисничко име, со кое корисничко име поново доаѓа во нашата канцеларија, каде што ние веќе имаме можност да навлеземе во компјутерите на подрачната единица, да ги земеме податоците и да можеме електронски да конкурира барателот. За сите оние пак земјоделски стопанства кои што немаат доволно финансиски средства за да инвестираат за нова земјоделска машина, на располагање им стои гарантниот фонд само доколку имаат решение за набавка на механизација. Сите оние кои што имаат решение за набавка можат во тие 4 банки да аплицираат за кредит. Со тие пари можат да инвестираат во почетокот, потоа повратокот на инвестиција од 50 до 75% се враќаат во гарантниот фонд, а другите преостанати меѓу 50 и 25% се прави договор со банката како кредит на неколку години на отплата, при што само еднаш може во годината да биде плаќана ратата. Во источниот регион земјоделците се позаинтересирани за овој повик со кој можат да го обноват својот возен парк. Ова мерка сакам да подобро земјоделието малце нешто, со некоја машина, трактор тако и работи нешто. Почетник сум. На некој начин ево преку заводот тие што ги даваш самозаposlувањето. Отпочнувам со земјоделие и сточарство. Па да видиме, да се надаме нешто веќе вака за помош, ево нешто што рече колегата, нешто тракторче, нешто. Да видиме дали ќе може тоа да рати или угодно се плаќа. Да видим поволните услови какви се. Кредити дали може да земе. Од агенцијата апелираат до сите заинтересирани фармери да не го чекаат крајниот рок за аплицирање по оваа мерка. Рокот за пријавување започна од 1 јули и ќе трае до крајот на август.
Вчера на бензинската пумпа Лукойл во Штип настанал електричен удар, при што ударот се одразил на вработена на бензинската пумпа, а во рудникот Саса при вршење на работата дошло до повредување на едно лице со потекло од Германија. Следат информациите од дневниот билтен на МВР. На бензинската пумпа Лукойл во Штип настанал електричен удар. ИВС 31 година вработена на бензинската пумпа, додека ги извршувала работните обврски на компјутер, во еден момент почувствувала удар на левата рака кој што настанал од електрична соба, која се наоѓала во близина на нејзината канцеларија. Од настанувањето на електричниот удар направена е штета на објектот на бензинската пумпа. Екипата на територијалната противпожарна единица од Штип веднаш интервенирале. Вработената веднаш е пренесена во клиничката болница во Штип и е задржена на понатамошно лекување. А во Македонска Каменица на 10 јули околу 20 часот во рудникот Саса при извршување на работата дошло до повреда на едно лице. Вработен во рудникот како одговорно лице за заштита при работа, пријавил дека околу 16 часот и 30 минути во рудник Саса во јама Хоризонт 910 при вршење на работи на германска производувачка фирма дошло до повредување на ШШ 1971 година од Германија. Истиот со болничко возило на рудник Саса е донесен до брзата помош во Македонска Каменица, а потоа пренесен до медицинскиот центар во Штип, каде му биле констатирани повреди на градниот кош, скршено ребро. Од нивна страна бил запознан главниот рударски инспектор на Република Македонија, кој кажал дека увид на лице место нема да биде вршен. Илјадници британски туристи се евакуирани од Тунис, откако Министерството за надворешни работи на Велика Британија испрати совети за патници и предупреди дека е многу веројатно да биде извршен нов терористички напад во ова северноафриканска држава. Министерството за надворешни работи се заснова на информациите дека уште најмалку двајца милитанти поврзани со терористичкиот напад се уште се на слобода и би можело да направат обид за повторен напад. Грција не побарала помош од Русија за решавање на должничкиот проблем, изјави рускиот председател Владимир Путин. Путин запраша каде била Европската комисија кога се трупале проблемите на Грција и зошто не ја коригирала економската политика на претходната грчка влада. Русија има можност да им помогне на партнерите, независно од економските потешкоти, истакна рускиот председател. Повеќе од 90 странски делегации, меѓу кои поранешниот американски председател Бил Клинтон, поранешниот американски државен секретар Медлин Олбрајт и премиерот на Турција Ахмет Давутоглу, ќе присуствуваат денеска на одбележување на 20 години од злосторствата во Сребреница. Со денешната комеморација во меморијалниот центар во Поточари ќе бидат одбележени 20 години од масовните убиства во Сребреница. Најдобриот светски тенисер и носител број 1 на Вимблдон Новак Џоковиќ успеа да се пласира во своето четврто финале на Вимблдон. Тој вчера во полуфиналето го победи Ришар Гаски со 30:0 во сетови. Седумкратниот шампион на Вимблдон пак Роџер Федерер се избори за своето 10-то финале на овој Гранд Слем турнир, откако вчера со 30:0 во сетови во полуфиналето го победи Енди Мареј. Со овој успех Федерер ја продолжи традицијата и нема порос во полуфинален меч на Вимблдон. Неделното финале против Новак Џоковиќ ќе биде нивен 40-ти меч. Ќе биде реприза на ланското финале. Денес пак на Вимблдон се игра финалето во женска конкуренција помеѓу Серена Вилијамс и Гарбине Мугуруза. Утре на градскиот стадион во Штип со почеток во 17 часот ќе се одигра првиот контролен надпревар помеѓу Брегалница и Академија Пандев од Струмица, кој е нов член на третата фудбалска лига Исток. Фудбалерите на Брегалница интензивно тренираат и се подготвуваат за новата сезона во првата македонска лига, која ќе биде 24-та поред. Фудбалерите на Брегалница тренираат два пати дневно, предпладне и попладне. Вториот договорен контролен надпревар ќе се одигра на 29 јули со екипата на Пелистер од Битола, исто така на градскиот стадион во Штип во истиот термин.
За крај погледнете ја временската прогноза и бидете со нас и во дневникот во 20 часот. Имајте пријатно попладне.